плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Драги театарски пријатели, ја озвучуваме оваа книга Времето на скарбизмот, за да видиме кое е тоа време и кој е тој скарбизам. Скрби и утеха, нели, возобновениот театар на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, издадена 98-та година. Видете, за 10 Божи години театар Скрби и утеха и отвара некои настани и битки од кога е почнато, значи од 88 со Скрби и утеха. Денеска веќе врват, се движиме на кај 40 години, 30 и нешто години. Видете какви битки водевме да ја сочуваме и да создаваме автентична македонска култура. Значи ги озвучувам овие текстови. Театарот ги јаде своите штици, 37-та страна. Книгата е издадена 98, а зборува за периодот од 1988 до 98, 10 години од возобновениот театар Скрби и утеха. Ни се што поминувавме. Театарот ги јаде своите штици. Го работев Хамлет летото Господово 92. Ние денеска гледаме што се случува во Македонија, како се потиснува македонската култура. Се воведува друга култура. Македонците во соседните земји пишуваат на албански, српски, грчки, бугарски. И сега се забранува и македонската култура во Македонија. А во Македонија секој може на својот јазик да пишува, тоа е добро, нели? Но го работев Хамлет летото Господово 92. Сам на празна сцена, без костим и музика. Можете ли да го замислите тоа чувство? Ќе се исправиш простом пред рефлекторите, 20 сцени од Вилијам Шекспир, јамски структури ти виснале на вратот, а брановите на јамбот те маваат со метафори. О, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Владо Денчов пред една избедба на мајтап ми вели: го изигруваш Хамлет. Не знам, но дури сега го разбирам. Лари, сер Лоренс Оливие, кој напишал големите Шекспирови роли се како канибали. Те јадат со се партали. Играм дело сцените ми легнале на јазикот. Го имам вистинскиот правиот ритам. Темпото ја бранува душата и веднаш потоа тишината ме пласнува ничкум, лазам. Стихот ми е празна канта. Зборовите меки и тапи, ужасно чувство дека принцот Дански е на чекор од тебе, а не можеш да го дофатиш. Во секој случај недела две пред исто толку време пред представата ме тресаше чудна треска на Шекспира. Потоа некој ми рекува дека така не се говори стихот. Дека сум бил праволиниски, дека за Хамлет треба костим. Дека не сум го доработил, наспроти една група луѓе кои се шокирани од едноставноста со која го овладеам стихот, храброста, дрскост и умењето, секој по свое. Тој отпор што го имаше базично кон Скрби и утеха, кон театар кој не е контролиран од власта, но мене никој не може да ми го одземе возвиченото чувство дека сум го играм Хамлета на голата сцена сам со Шекспира. Избрканиот актер и Шекспировиот актер кој ги одзапнуваше македонските шахти театарски, се блага утеха дека најмалку двајца сопатници го разбираат тоа до срж. Сега со временска дистанца сигурен сум дека во такво згуснато траење можам да ги исполнам барем половина од сцените. Останатото е премногу за еден човечки живот, барем за мене. А вие пробајте самите. Ме праша еден колега, професорот Федов, како можеш да запаметиш толку текст? Кај ми живее тој Шекспир. Главата горе, Хамлете, секоја земја си има своја Данска. А нашата? Или театарот ги јаде своите штици. 38 страна за театарското раскрстување. На скалите во Министерството за култура среќавам еден управник на еден центар со кого фантастично си поминувавме соработувајќи. Сега веќе со едната нога во пензија, како да добил некаква благост. Како си? Еве се бориме. Не може без борба, да. Но со кого? Разменивме тромуабет. Но со кого и против кого? Прашање е сега.
Одговорот на брзина избега, се стркала по скалилата, за некого удолу, за некого угоре. Ке ги паметиме само добрите нешта, реков еднашка во разговор во тоа исто министерство. Дали е се баш така? Пишува во весниците кои никој никогаш не ги печати. Нека биде барем за сега. Овде е тука. Некој чука, тика тука, најмили мои театарски соработници. Беше тоа голема битка. Како скрби утеха? Зошто? Кои сме ние да правиме театар? Па темите од представите. Колку е едноставно со драматурзите да си на ти, 39-та страна. Не знам дали беше пролет или есен, не е ни важно. Ме покани сопругата на еден мој роднина, инаку гинеколог, а таа вработена во клиника за психијатрија при медицинскиот факултет во Скопје, со некој мој колега да настапиме кај нив за пациентите. Владо имаше обврски и отидов сам. Одбрав 2 монолога од Хамлет, неколку песни од Блаже Коневски и јапонска лирика. Ме однесува во едно тесно сопче, внатре пациенти, лекари, персонал. Ме гледаат со чудна возбуда. Какво бесмислено чувство, кој сум јас? Што барам тука, една кнедла во грлото, адреналин во крвта и почнува Хамлет, монологот за актерите. Не проаѓа или не сум го скротил зборот. Ме гледаат прозирно, одвратно чувство. Ме бодат со очите. Оп, се префрлив на Блаже Коневски. Блага енергија продира низ малото сопче. Се случува размена. Очите пијат од нектарот на зборовите. Сепак Шекспир не е за овде. Завршувам јас, почнуваат пациентите. Некој пее, некој раскажува шеги, на крајот докторките пеат една песна на гитара. Значи, клиника за психијатрија. Мој Барба, Евгенио, твојот театар размена трампа го доживувам таму и кој знае каде, не очекувајки го, не надевајки му се, не навистина не паметам дали беше пролет или есен таа 1991-та, ме поканија и прифатив и исчекорив во неизвестното. Потоа се случи и келавата П на ЮНЕСКО во дворот на истата клиника за психијатрија сред бел ден во 11 часот, 2 години потоа, значи некаде 93-та. Тие настани остануваат како спомени врежани во душата на кутриот играч на жица актерот, какви и да се, како потврда за сопствената вредност пред животецот наш насушен и убав и пред Исусе Христа и нашиот Создател. А мојот роднина гинекологот помага да се раѓаат децата, секому сопственото бреме. Ајде сега речете дека родот не влијае на настаните од вашиот живот. Како и да се толкуваат нештата? После келавата П еден пациент прокоментирал, кога игравме во двор за клиника за психијатрија. Добра беше представата, ама овие се полуди и од нас. Зборува за актерите, за ликовите. Мој Јонеску, жуни еден. Колку е едноставно со драматурзите да си на ти. Нели? 40 страна. Времето на скрбизмот, 10 години скрби утеха. Отварам некои настани. Инако македонската култура и денеска таа потреба да се избрише се македонско 2022 со една постава на среброљупци и сатанска збирштина. Толку ли сме кревки ние? На 20.12.94 во киносалата на МКЦ на празна сцена го зборував Ричард III. Беше тоа прва ноќ, како што би рекле англичаните. Премиера, во исто време во една поголема сала над оваа се одржуваше рок концерт. Дорека действувам со Шекспировиот јунак, од озгора допираат звуците на музиката. Имаше 30 на души публика. Утредента студентите од ФДУ ми велат дека сум ги растажил и дека не вредело да се игра за таква публика. Си бил еднаш кај еден Гротовски. Актерот е светец кој се качува на колец, се жртвува за да една сцената да ја осветли публиката. Свет актер, светец, театарот е религија на вербата. Пазете, кога актерот би употребил тој степен на верба во Исус, ќе ја префрли планината во морето. А за каква публика вреди да се игра? Која е вистинската публика? Замислете еден хирург да ги дели пациентите, хирург на добри и лоши. Што се случува тогаш?
каде е лекарскиот кодекс. А ние Скрби и утеха имаме свој. Таму пишува дека интензитетот на представата не зависи од бројот на публиката. И тоа писание за мене е принцип. Јас сум среќен што го зборувам Ричард III, доволен да е еден гледач и ние имаме смисол да постоиме. Инаку се добива граѓанска нерамноправност во односот, ако ја делиме публиката, овие се достојни. За овие ќе играм, овие не се. А Шекспир играл на сред село, пред кочијаши, джепчи и проститутки, необразувана маса. За време на представите се случувале убиства, тепачки, кражби до фрлања, а сепак обстојувал. Толку ли сме кревки ние? Те сакам, не испаднавме кревки кога еве скоро 35 години Скрби и утеха. Се уште работи. 7 години ни дава театарска премиера. Сребролюбците што се на власт. 14 години не сум добил авторска книга. Гостување оваа година ни денар не ни дада, претходната влада исто така 7 години ова не ни даваше премиера. Сега се израмнивме. Зошто? Заради содржината на представата, заради слободата на сцената. Псалм за Петре Бруката, 41-та страна. На крајот на 91 во КИЦ за документарната редакција на МТВ снимивме сцени од представите Раскрилување и т.г. за Лебедот и краток разговор за нашиот театар Мину, Владо и јас. Серијата за македонскиот театар и работеше Никола Тркалајџиски. До ден денес серијата не е пуштена на МТВ. Текстот е пишуван 6.1.95. Значи, 4 години го држеле. Шпицата почнува со сцената кога Рацин одлета на небо и со Раскрилување, со Мину и мене, и е многу ефектна. Смртниот ангел го раскрилуваше Рацина. Потоа, како сега се сеќавам, слеговме долу кај цвеќарницата, ние тројцата. Мину заминуваше на работа во Прилеп и почнуваше представа во Струмичкиот театар Евангелие по Јуда. Прости им Исусе, Скрби и утеха беше на прагот на Келавата П. Ова постава не се собира заедно повеќе. Реков, не зборувај така, низ насмевка, промрмори Мину, те чекаме да играш Мери со Јонеско дофрли Владо. Потоа Мину одлета на небо во сообраќајка. Направивме театарски маратон во нејзин спомен и Коле Калајџиски ни го даде неофицијално снимениот материјал. Го пуштивме на видео бим на маратонот. Шпицата од серијата која до ден денес не е пуштена. Калајџиски понекогаш вели дека е веќе застарена. Имав сличен случај со театарската работилница ФФ, тогаш со Владимир Милчин. Од немукајет го избришаа снимениот материјал, представата како трупата сина блуза ќе ја прикажеше животинската фарма на Џорџ Орвел, сниман 7 дена. Во МТВ избришан погрешка во истата. Погрешка. Што мислите, дали се наградува бришачот на материјалот? А пустата реплика кажана пред свеќарницата, дај Боже да беше грешка и да се бришеше. Тој збор не знам зошто ме подсетува на Ристо Шишков. Кога би можеле, би ни пишувале и би ни бришеле од душите и би ни оставиле само празен простор, а тоа е рускиот евреин роден во Лондон, двигател на театарот низ целиот свет, Петре Бруката, Питер Брук, или она што може да се потомори и избрише. Од ова место, пред мојот татко на небесата Исуса Христа, за навек. Горе споменатата драмска серија ја пуштија по известно време еден обичен македонски ден по 5-6 години од нејзиното снимање. Македонија уште тогаш се цензурирало. 42 страна, кога кучињата умираат. На театарскиот маратон требаше да игра една алтернативна академска група. Ја ставивме во програма, но одеднаш ни кажуваат дека им умрело кучето кое игра во представата. И бидејќи не можат да најдат такво куче, песот се враќа на блуеницата и свињата во калта, нема да можат да настапат. Тешко си на таа представа и тој театар, што е условено од едно куче, од еден пес. Излегува дека алтернативата нема алтернатива. Или како може да се замени актерот, тако може, зашто не може да се замени кучето, но да бев јас Брут Антони, ќе донесев ако треба и Крдо Биволи, за да се одигра уметничкиот театарски чин. Па ние затоа постоиме, зарем не?
Аф. Така завршува псалм на мадмазел Лили Нацо Караманов, пријателчиња. И заедно ќе залаеме од жал и љубов. Ќе залаеме од жал и љубов. Ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат, вели Исус. Господа, читатели, напишал, Караманов, ние го игравме есента 1988. Лета времето, Господа, читатели, имаме време за милост овде, да се свестиме и да застанеме пред Исус во вистинскиот театар. Нека му е лесна душата на актерот куче. Тоа ме подсетува на верноста, не да се одлага, да се одигра. Се работи за сценска верба, за театарска религија. 42 страна, времето на скарбизма за 10 години театар. Во еден прилог на државната телевизија што беше снимен предходно, коментаторот не нарече аматерски театар. Се работеше за куршлус или за намерна грешка. Утредента Владо отишол во редакцијата да се расправа. Не знам како е завршил случката. Не знам ни што е тоа аматерски театар. Измислена состојба за да се масовизира културата по секоја цена. На аматерскиот алтернативен фестивал кој сум го спомнал и предходно, во алтернативна конкуренција учествува и неколку професионални театри. Како што ги нарекувам јас театрите згради. Каде е тука логиката? Може би театрите се делат на згради и оние кои се здружиле со заедничка потреба да создаваат жив, автентичен театар на жестокост, стрет театар. Еднаш нашиот познат режисер и колега професорот Федо рече дека театрите не функционираат оти не се знае кој е нивниот собственик, газда, чии се. И навистина, чија е зградата на маната, може ли таа да се приватизира, зошто да не можеме и ние да играме на таа национална сцена, па да се провери квалитетот на представите во еднакви услови. Почнавме од една намерна грешка и добивме безброј прашања на кои ме потребен сериозен одговор во интерес на театарскиот квалитет. Аматеризам, поинаков вид на љубов кон сцената. Обид да се минимизира културниот центар скрби и утеха. Новинарите ќе мораат да го понесат својот дел од искривената вистина, освен ако не веруваат дека и служат на некоја повисока сила, темна сила, која сака да ја потомори уметничката и да ја контролира состојба. Каде што е духот Исусов, таму има слобода. Така може би тој куршлус или намерна грешка е всушност еден чин на неслободата. И тоа е суштината дека скрби утеха секогаш одеше со силата духовна на Исус Христос и неговиот Татко Небесен. Без разлика дали тие го знае актерите или не, на почетокот и на крајот на представата. Јас секогаш повикував Господ, или денес како што велам Таткото Небесен и Исус да ни дадат сила и сето тоа што го работиме да го работиме за нивна слава, како што е пишан, како што вели Еврипид, само еден обид 43 страна. Во холот на Министерството за култура ме среќава една дама Ифрит лута, зошто сум пишувал за содржината на еден мој допис до Министерството во врска со маратонот Мино Угриновска. Што ти значеше она твое писмо ме прекорува? Исусе на помош. Денеска сме месец јуни, значи 4 месеци од настанот, не сме добили ни еден динар. Тогаш динари беа. И одговорам дека сум напишал само факти. Замислете кој кому му се лути и за да ме навреди ме нарече театарче. И кажувам кој се во светот биле театарчиња. Не разбира таа или само се преправа с краја. Секој заминува на својата страна. Празниот хол ни се смее на есапот. Тоа е само еден обид. Видете каков притисок имаше во скрби, дека никогаш ништо не одеше лесно. Секогаш стоеше една темна сила која сака да поништи нешто. Како македонци, бидејќи ние бевме македонци, излеговме од соцреалистичкиот македонски театар. И денеска ја гледаме таа состојба. 44-та страна, сказна, значи времето на скрбизмот за 10 години театар, оваа книжка. Сказна од болничкиот двор. Играме со дрвеница на Мајаковски во дворот на клиника за психијатрија. Еден професор во последен момент не пушти една студентка, па Владо Денчов влезе во улогата за да не ја откажеме представата. Со перика наглава во фустан,
подрипнува од едниот крај на другиот крај на сцената. Платото пред клиника за психијатрија. Баш тогаш дојде еден фактор од Министерството за култура. Баш тогаш не дојдоа балерините. Баш тогаш еден пациент се обиде да избега за време на представата. Друг се обидуваше со едно Юго 45 влезе, да ни влезе во представата, не изгази. Немаше ни доволно публика. А ние кутрите играчи по жица драмиме, драмуваме. Скрбиме низ болничкиот двор. Во спроведената анкета после представата, еден пациент напишал: представата беше смешна, ама јас не се смеев од здравствени причини. О Исусе на помош! Тажно до солзи, вели Мајаковски. Како ли се чувствувал Мейерхолд пред смртта во еден од Сталиновите зандани. Епа така беше тоа. Пиши бриши 44-та страница времето на скрбизмот. За 10 години скрби и утеха. Издадена книга 98, пишувана од 1988, 10 години. Во еден неделник се прогласени најдобрите театарски остварувања во 1994. Нас не нема по традиција, но има 3, како што пишува таму, неинституционални проекти. И надписот завршува со театарот дува ветер, помисли. Театарот се витализира, се обновува, се освежува. Како не? Сите тие 3 проекти се состанале по прв пат и времето ќе покаже дали ќе продолжат. Не постојат тие. Тие беа само ќе примат, ќе добијат пари кога се на власт, ќе истрошат големи пари, колку што скрби утеха не може да добие за 10 години. А кога почнувавме, ние весниците не објавуваа ниту за одржување на премиерите. Не и се. Истата новинарка на една кафеанска маса ни рече со чувство на вина: што да правам со вас? Каде сте вие? Но тоа беше одамна. Или можеби само нам така ни се присторило. Она вон институционално ме провоцира, значи еден театар кој постои од 1988 има свој кодекс, но не изграда, има свој печат, своја сметка, значи е правно лице, не е институција, а го нема ни вон таа институција, ни вон конкуренција. Ние постоевме во духовно време, на љубов, која никогаш не престанува. Исус Христос и Отецот Небесен. Случајно има мислечок од еден новинарски кодекс на Меѓународната новинарска федерација ИФ за принципите на однесувањето на новинарите. Таму има интересни работи за новинарската професија воопшто. Денеска во Македонија 2022 нема новинари, се е потоморено. Дојде една банда лопови, убијци, јадачи на живи луѓе, го понижија македонскиот народ, комплетно ја забранија македонската култура, отворија сите други култури се дозволени. Таму има интересни работи за новинарската професија, тоа сакам да го кажам, без тој кодекс, каква смисла има да се препечатуваат разни субјективни полувистини, тогаш и во театарот е така, без кодексот се добива само една блага, малограѓанска релативна вистина, пиши, бриши. 45-та страна, времето на скрбизмот, станав свесен летот на Макбетовштината на покривот на таа сива зграда. Станав свесен за сето тоа кога во еден миг на невнимание, само за влакно, се извлеков да не направам судар. Токму тогаш го поминував текстот возејки, потоа наеднаш падна бойлерот. Само што сопругата ја напушти кујната, се откачи и падна преку мијалникот. Потоа во викендицата ми испукаат цевките за вода, домашни кавги, некој немир и судар со автомобилот кој го направи сопругата. Сепак тој Макбет, таа црна сила, таа нераскинлива линија на злото остава траги во душата. Можам да набројам и други темни случувања додека патував со шекспировскиот Макбетовски јамп. Не знам дали сето тоа е верно или само низа од случајности. Суеверие или едноставно зла коп, Макбет навлезен из мојот живот и се уште не сум сигурен дали воопшто ме напуштил. Денеска велам се што не е од Исус надвор од мене. Актерот треба да ги исфрла текстовите, да не му се материализираат во неговиот живот, тоа е друга тема. Сепак секаде во светот се верува дека играњето на тој лик носи несреќа. Мислам дека се содржи во тоа колку се верува дека тоа е вистина и дека Шекспир во сцената со
вештерките поместил обредни средновековни зборови кои се материализираат пошто актерот има, бидејќи актерот има верба. На 21.2.1997 го говоре во салонот 1919 во рамките на третиот маратон Мини Угриновска. Се разбира повторно на празна сцена без костими музика, ми рекоа дека сум созреал, напреднал во стихот Владо Денчов, Александар Ѓуровски, Страшко Милошевски. А тоа се знаалци за стиховите. На 10.3.1997 во паркот Жена Борец, пред шаторот на студентите кои штрајкуваа со глад, бранејки го македонскиот устав, така со тој проколнат Макбет го започнав сценскиот настап со Страшко Милошевски. Се претвори во клетва Макбетовска. Птица одлета на покривот на зградата, чавка, и бидејќи живеам тука од спротива во македонските топли вечери, го слушам гракањето на она нашето македонско и утре, and tomorrow, упатено на оние кои Макбетовски, не размислувајки, си ја продаваат и ја продадоа македонската земја, без да го прашаат. Народот македонски, оваа Макбетдонија, горе на покривот на Собраниската тврдина. Исусе, дојди во Македонија и помогни ми. Амин. Забрането за закачалките, 46-та страна. Меѓудржавна средба се одбележува годишнина на еден голем мајстор на сонети на гостите и 20 годишнината на еден наш фестивал. Седиме во бифето на МКЦ, наједнаш бувна организаторите, спонзорот, еден професор, церемонијал мајстор, амбасадорката, се културолози. Се затекоа некои гости во бифето, пуштија видео бим, засвири армоника на спротивната страна, двајца актери, еден господин и една дама, пеат и рецитираат стихови. Крлежа го препознавам по вкусот. Приредбата тече и оп, амбасадорката стана и актерката се најде помеѓу неа и нејзиното палто. Што ли ќе се случи, се погледнавме со избрканиот насмевки на Крлежа. Актерката се сврте, го зеде палтото и на амбасадорката и го подржа додека да се облече. За тоа време нејзиниот колега дејствува, не забележа нас двајцата како ја гледаме. Илузијата се материализира во дневно-политичка услуга. А зошто? Дали ќе го подадеше палтото да не беше во прашање амбасадорката? Која е логиката да се вознемирува представата? Може би јас премно го очекувам од кутрите актери. Таа потоа направи низа од нелогичности за да го оправда подавањето на амбасадорското палто. Седна на една маса, муабетеше на друга, пиеше од една чаша, но се остана бадијала. Гоце Ристевски коментира дека амбасадорката побегнала од спонзорот. Не знам, нашиот народ го пива за фантазии. Бидна што бидна, недела дена потоа голем ден, 100 годишнина од почетокот на Војдан Чернодрински. Никој не ја одбележува, освен скрби и утеха. Кој му е крив што не пишувал сонети тој Чернодрински? Игравме за тој човек 12 часа без прекин со дрвеница и за Еврипи да ја поврземе македонската заборавена култура. Новинарот настанот со спонзорот и палтото го прикажа во поинакво светло. Јас пак мислам дека белото е бело, црното е црно за светлото. Која е таа потреба театарот да буричка во политиката? Се забранува подавање палта за време на приредбите и представите. Толку. Да живее циркусот. На еден така наречен алтернативен фестивал, Гран При во алтернативна конкуренција добива театарска група од една скопска гимназија. Нема ништо лошо во тоа. На истиот фестивал се доделува награда и за аматери. Не знам кој победил во таа конкуренција, но не би ме изненадило да победил некој од нашите професионални театри, кои инаку 2 години учествуваат на тој фестивал. Ние имаме интересно искуство кога еднаш бевме замолени да дојдеме да играме за да започне фестивалот на алтернатива. Ни донесоа 200 деца во публика, те може би деца да си дојдоа сами. Се разбира, ЮНЕСКО е автор без граници, па може да го преживее и тоа. Ништо не е онака како што би требало да биде, или важно е да се каже дека Божем се учествува
во циркусот наречен фестивал. 47 страна, бездушноста на закачената униформа. Беше сабота 25.2.1995. Ден за душница, вториот театарски маратон. Мину угриноста, меско наслучување, киносалата во Макаца. Решивме да играме 12 часа без прекин едно по друга, 6 представи на Дрвеница на Мајаковски. Маратонот, меѓу другото, му беше посветен на Еврипид. Тина и Сузана од клиника за психијатрија дојдоа да извршат своевидно тестирање на психофизичките реакции за време на маратонот. Се собра театарска фаланга таа утрина на задушница. Некаде во 9 часот бевме во салата. Тргна врутокот на Мајаковски со актерската енергија, патувајќи ни 6 представи. Беше навистина едно долго патување низ вербата. Знам дека некаде на средината на сета работа се појави Владо Јачев. Рече нешто, прокоментира дека сме борци, ама борбата не е јалова. Па не е јалова. Ќе видиш делата што се направени од скрби и утеха. Знам дека не мислеше до крај така. Некаде на половина на сценската патека, некаков театарски сценски работник од МКЦ ни ја исклучи струјата во салата. Бараше пари од скрби утеха. Го убедив со демократски методи, повисувајќи го гласот. Може би не очекуваше таква реакција. Во неговата одеја висеше една полициска униформа. Остана дел од вокалната убедителна енергија во неговата соба. Представата продолжи. Кој ќе претрпи до крај ќе биде спасен Исус. Публиката доаѓаше и се заминуваше, најмногу дојдоа во 20 часот на последната игра. Тимот од Дрвеница на таа задушница беше Јордан Витанов, Рубен Смуратовски, Ида Николовска, Зорица Панчич, Сашо Тасевски, Тихомир Стојановски, трите маи балерини, Светло Благој Ивановски, музиката ја пушташе Владо Денчов, организатор, продуцент, директор Слободан Дончевски. Првите резултати на Тина и Сузана од истражувањето се после 12 часа игра, психофизичките способности на театарските маратонци се подобруваат. Значи пред представата и после представата резултатите, после представата се подобри. Влеговме на сцената утрината во сабота околу 9 часот, а ја напуштивме сцената некаде околу 22 часот истата вечер. Актерите рекоа дека можат да одиграат барем уште 1-2 представи. Беше една македонска задушница. Не дојде ниту една радио или телевизиска куќа да го сними сето тоа. Немаше ниту некој голем публицитет. Само апаратот на Љупчо Илиевски од МТВ шкрапаше 12 часа во трпелив обид да ја зароби таа актерска потреба, да се остане, да се патува низ факторот време. Да, така беше тоа, драги театарски читатели. Ете таа книга Времето на скрбизмот, значи ги озвучувам тие да останат. Некои работи кои се потиснуваат, се пребришуваат, македонската историја си пишуваат они своја историја, беззначајни луѓе. Продавајќи ни граѓанизам, интернационализам, сите соседни држави и култури во Македонија се строго национални, па македонците во соседните земји пишуваат на локалните јазици. Само овде секој може да пишува на својот јазик, сега дури не го признаваат ни македонското име, ни македонската култура, ни македонскиот јазик, но со Господ напред, друмиме и драмиме понатаму. Амин. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.